Агроспектар, добра вечер, почитувани гледачи, ново издание на оваа емисија која што редовно ја следите, а ние ја подготвуваме за да ве едуцираме и информираме за квалитетно земјоделско производство. Времето не е во прилог на земјоделското производство, големи штети од пролетниот мраз, ако така може да се каже, од ниските температури кои што изминатава недела ја зафатија Македонија, особено оние производни подрачја каде што кајсијата и праската претрпеа сериозни штети. Ке говориме за ова во емисијата. Хидролошката состојба и понатаму загрижува, а веќе производната сезона започна. Каква година е пред нас, според она како започнавме, можеме само да предпоставуваме. Кога на сето тоа ќе го надоврземе, напуштањето на земјоделските површини, намаленото производство на храна во Македонија, се на се катастрофа во земјоделското производство повеќе од 3 децении. Меѓутоа, во последнава деценија или последниве години, аграрот целосно потона. Назад враќање е прашање на време дали воопшто ќе има. За ова и за стручни теми ќе говориме во Агроспектар. Бидете со нас. Професор доктор Исто Вучков, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето не е сојузник на земјоделците, слободно можеме да заклучиме и да констатираме со оглед на тоа дека од тоа што стравувавме во емисијата, често пати повторувавме, се случи многу порано од 7 април, а веќе најавуваат нов бран, па и со врнежи од снег на почетокот на април, а веќе кајсијата и праската претрпеа сериозни штети. Што ќе се случува, професоре, со производството оваа година? Точно е тоа што зборите, бидејќи минатата недела немавме емисија поради случајот во Кочани. Ние имав повеќе време оваа недела да го обсервирам точно времето како чинител за обстојбата во аграрот. И што тие тектонски промени што често ги збориме обусловуваат за тонење во аграрот пред се од временските непогоди кои го целосно уништуваат земјоделието. Јас морам да кажам дека сето тоа што го следам е поголема трагедија, е многу голема трагедија за губење на целото производство. Пример, оние сензибилни видови за кои зборевме. Точно времето како фактор со тие поранети високи температури во јануар и февруар што ги имавме, се случи да ние сега во првата половина на март имаме недела со температури од какви што требаше да имаме во јануари и февруари. Што требаше да видат во јануари. Во јануари имавме цело сончеви денови со 20 степени температура, се исполни температурната сума и вегетацијата тргна. Кајсијата цвета, праската цвета, сливите цветат и други сензибилни видови. И се случи таа недела, каде што температурите од минус 8 степени кои овај недела дојдоа на веќе потерана вегетација, кајсијата во Република Македонија, морам да ја кажам, вистината е целосно уништена со исклучоци, мали исклучоци би рекол, на оние повисоки места кај што имало некакво проветрување, да нешто преживеало. Другото се е уништено, бидејќи кајсијата веќе беше во фаза на прецветување и формирање на плодчиња. А тие плодчиња се тогаш најсензибилни на пониски температури. Тоа значи малкуте површини кои што останаа со овие овошни култури, веќе ги разочаруваат производителите и размислуваат сериозно да ги напуштат, бидејќи државата од друга страна немат стратегија кои култури можеме да ги употребуваме во период кога веќе имаме сериозни климатски промени. Токму така. Сега трагедијата на времето продолжува. Ние до крајот на мај ќе имаме уште непријатни изненадувања со времето, со можни врнежи од снег, од дожд и ниски температури. А календарски веќе минатата недела влеговме во пролетта, календарска пролет. На почетокот на пролетта се обра родот од 25. Сега друга трагедија која е во земјоделието. Јас ги следам секојдневно појавите, имам голем број производители на рано производство.
Раната зелка во Струмичко, пред една-две емисии зборавме дека ова година земјоделците ќе имаат задоволство, бидејќи цената на зелката беше добра. 100 денари во маркет. Килограм. 60-65 денара откуп беше. И производители велат, тоа е веќе добро. Што се случи со оние температурни суми и разлики што се створија? Зелката е двогодишна култура. Првата година таа формира глава, а втората година формира цвет. Со минување на двегодишни фенофази. Времето како фактор обуслови да тие фенофази Ги заврши многу ги побрзо. заврши точно за неколку месеци од расадување на зелката. И сега, трагично е кога ќе видите човек има 40 пластеника, каде што зелката, која ќе видиме како ракета, и они го знаат веќе тоа. Од минатите години има преварување, па ставање во гајби, па праќање за Полска, па од Полска се враќат веќе со цветови. Пратката дека цветови не икеме, сакаме зелка. Сега во Струмичко. Тоа тек ќе биде трагедија следната недела, бидејќи имавме топло, ладно, сега имаме една умерена температура. Такво време требаше да имаме ние во јануар-февруар. А ние во јануар-февруар имавме сончеви денови од 20 на степени. И губитокот ќе биде голем и кај зелката. Кај пиперката има абортуси кај пиперката. Бидејќи сонцето е се појако, во пластениците температурата во текот на денот се качува и до 65-70 степени. Младото цветче капнува од таа температура. Па голем дел мои клиенти засенчуваа со вар и така натаму, за да се спаси производството. Значи, тие крајности времето ги покажува како негативни импулси кои јас ги чувствувам од теренот и гледам луѓето се во една навистина загрижувачка форма. И најважното, вие веќе спомнавте во ведниот дел, што имаме ние сега во пооднос на времето? Имаме сушен период. Во Струмица почна рестрикцијата, сега луѓето треба да наводнуваат, да расадуваат и така натаму. Само еднаш неделно вода им се дава. Зошто? 160 скали само Струмичката брана, акумулација која е една од големите, 160 скали се отпразнети, кои од годините во тоа време, март месец, беа крцати, па се пушташе вода да не пукне негде од отпорот на силата на водата. Значи, катастрофално сушниот период е најтрагичен, бидејќи сме свесни сите дека пред нас е долго топло лето со температури над 40 степени, а водата е насушна потреба. Не насушна потреба само, така кажано. Она е необходима. Секој растителен вид, се 70-80 до 90% водата е факторот на развојот на растителниот, па и на животинскиот свет. Значи, во таква ситуација се наоѓаме нашите политиканти, значи, мува не ги лазе. Катастрофална е состојбата и со хидроакумулацијата Тиквешко езеро, таму веќе сите брани исто како една обична бара е езерото средено. Имат некои вилиште имам пријател, вика професоре, нозете ќе седнав на терасата од вилата, нозете ми беа во вода. Сега 2 километра треба да одам за да дојдам до вода. Тоа е вистината. И сега долгорочната прогноза зборува дека ќе имаме уште изненадувања, тоа го веќе реков, до мај месец, каде што се ќе биде прецветано, вие ќе имате изненадување врнежи од снег, врнежи од дожд, кои требаше да бидат во јануар, во декември. Значи минусни температури. Да, минусни температури ќе има. Ние
Минатата година има искуства на Благовец, се сеќавам на таа емисија, на Благовец како го загорче животот на производителите. И кај сите тогаш отидоа, Да, сега оваа година многу и пластеничкото производство 80-90%, што беше во ова, бидејќи имавме температура од -10. Во пластеникот нека е разлика, чим нема дополнително грејење, нека биде 2 степена разлика од надвор. Но -8 мрзне се. Дали кај виновата лоза имаме штети од овие -8 степени кои што падна или се уште е рано за такви штети? Кај виновата лоза нема никаква грижа. Значи лозарите може да бидат слободни. Дел од нив дорежуваат, дел од нив врзуваат ластари, дел од нив вадат прачки, дел од нив орат. И има една најава на врнежи од дожд поголема, што мене ми го враќа кобајаги оптимизмот, дека до правиот старт на вегетацијата, виновата лоза ќе тргне, верувам дека ќе имаме врнежи од дожд. Потребата од врнежи е повеќе од голема. И што е најважно, во нашите емисии нема друг освен едукативен карактер. Некои сматрат дека помешуваме политики и така натаму. Тоа нас не интересира. Нас не интересира каква е грижата на луѓето кои ја водат државата, без разлика кои се, каква е грижата према земјоделскиот производител. Јас од самостојувањето не сум вишол еден декрет, наредба, дека строго ќе биде казнет секој оној кој трансформира првокласно плодно земјиште во градежно и ќе биде осуден на 50 години затвор. Тоа индустријските зони што се направија, што е уништено целосното плодно земјиште што ја крепеше Македонија во бивша Југославија, ние бевме најголеми производители. Меѓутоа тука се соочуваме со аргументот дека тие површини стоат празни, никој не ги обработува, бидејќи земјоделецот избега од нивата поради катастрофата и хаосот кој што не грижата, непочитувањето на земјоделието и земјоделците, непочитување на храната. Јас имав тогаш амбиции и рекоа професоре, вие ќе одете во земјоделието да министерот за финансии Поповски беше тогаш. Професоре, остави ги овие доле. Ако ни треба храна, ќе си увеземе. Јас кога видов таков човек ставен во министерство за финансии, каде што треба да има прилив на средства од производството на градинарски култури, од производството на виновата лоза, од индустријата, од житото и се, тоа воопшто не допираше до него. Како и што сега, без разлика која е власт, од осамостојувањето, тие формално се сликат, формално обстојуват со дневно политички престрелки, а не со стратешки развој. И пазете сега, трагедијата и психологијата на македонскиот дух. Професоре, тоа е долготрајна работа, што треба 10 години јас да се засукам за да постигнам нешто. А јас би како бидам 1 или 2 години, тоа е што ќе можам, а останатото нека е на другите. И сите генерации, затоа таа инкорпорација на политиканството, ние сме политичка држава. Уопште, немаме сенс кон населението кое е тука, дека македонец е еден, што во Македонија ќе зборе македонски и ќе ги има сите епитети на Македонија. Може да сум албанец. Јас дома ќе си зборам албански. Меѓутоа во државната институција ќе си зборам македонски и така. Сите тие работи се избегани, продадени, растркани и што е најважното, што морам да го кажам. Зборот одговорност од осамостојувањето беше мислена именка. Се направи најнечестната корумпирана приватизација. Се растурија комбинати, па човекот взима плата како председател и мува него лазе. Зборот одговорност нема каде се движи
аграрот кој беше најголем носител на Република Македонија. Пихтијаста маса, избегани 70% млади луѓе во странство и сега ние држава. Изиграваме држава. Со оние луѓе поединци кои се поставени, кои прават сега усилби да се корупцијата открие, да се корупцијата санкционира, но тоа 30 години се таложило. Ние имаме најголем гломазен апарат во Европа. Со сите институции, во институцијата примени луѓе кои зимат плата, не знаат од каде, а доле треба да биде од буџетот и стварање нов физички обем на производство. Земаат плата, нити знаат зошто, нити пак од каде. Од каде. А ќе продолжиме понатаму со стручниот дел во емисијата, ќе се осврнеме на микоризата. Во овие едукативни прилози ние се трудиме секогаш да вградиме нешто кое е интересно, кое е примамливо по однос на неговата примена и во крајен случај ефикасно за земјоделското производство. Ефикасно по однос на успешно сузбивање на некои патогени, а од друга страна да нема никаква токсичност. И за таа работа подолго време од животот, точно во заштитата што го одредив, сега се трудам да ја сватам суштината дали можеме да ние произведуваме храна, а да внатре имаме што помалку оние негативни хемии кои го ништаат здравието кај човек. Сведоци сме по светски размери дека се збори со примена со фитофармациските нови средства и нивната примена, процентот на канцерозни оболувања зголемен, смртноста зголемена. Една од причините е точно резидуите од одредени хемиски творби. И она смерница на многу индустрии кон органското производство, инсект против инсект, биолошка контрола, габа против габа, од фитопатолошки аспект, нематода против нематода, тоа што го зборевме во една од претходните емисии, дека мононхусите се хранат од фитопаразитните нематоди. Секој што предизвикува кај нас стручните лица, кои имаат си искрен пристап кон науката, предизвикува една инспирација. За разлика од финансиските ефекти од некој токсин, продаден, тежок препарат од прва група отров и остварен профит. Ние денес ќе кажеме нешто повеќе за една новост за Република Македонија, која заслужува внимание секако во оваа наша емисија. Тоа е микориза. Микоризата, за неја имаме зборено повеќе пати. Имавме експериментални огледи повеќе години. И сега мора да уште еднаш тоа го презентираме како инспиративен дел кон тоа што се оваа племенита габа предизвикува. Значи, една од основните работи што треба да се знае за микоризата, тоа е дека тоа природен продукт и основан од авискуларни микоризатични габи, специјално направен за стимулирање на коренот од растенијата. Значи, се работи за средство, габа, која навистина има своеврсна функција на делување. Значи, со еден збор, бидејќи имаме две илустрации тука, корен, каде што не е применета микориза, и корен, каде што е применета микориза.
Што тоа значи? При елаборацијата на функцијата на делување на микоризата. Значи, мицелијата од габата, кое нешто е значајно за да се долови и препознае тоа што сакаме да го кажеме, расте и се развива од 50 до 75 пати повеќе од коренот и се развива во позитивната микрофлора. Тоа е корен каде што не е примената микориза, тоа е корен, како што рековме, со примената микориза. И сега, тој е развој на мицелијата, што всушност постига. Тој корен, каде што е ставена микоризата, ја има, значи, особината, значи микоризата со нејзиниот развор, ствара ферменти, кои го стимулираат коренот повеќе кратно да ствара нова жилна маса. И сега, со тоа стварање на нова жилна маса, тој фактички ја има она фантастична смукателна моќ за развој на надземниот дел на коренот. Што е тука значајното? Со стварањето на оваа коренова система, тука тој, пази сега, значајното и најзначајно за коренот од микориза, тој ствара творби кои го уништуваат фузариумот и вертицилиумот во почвата. Значи, со таквото нешто, тука ние имаме еден развоен корен, каде што фузариумот и вертицилиумот немаат услови за развој. И тука веќе имаме една вистинска разлика од корен, каде што со тие разлики коренот има една голема имунолошка работа, има една голема смукателна моќ и на крај крајава добро развиен корен, за разлика од овој, добро развиен корен каде што имаме точно ефекти од примената на микоризата во таа зона на кореновиот систем, во ризосферната зона. Што всушност со таа примена се постигнува? Освен тоа што го реков, ојачувањето на коренот и хабитусот на растенијата, тука имаме еден стварање на еден голем имунолошки дел на самото растение. Имаме интензивен пораст и квалитетна абсорптивна моќ на макро и микроелементите. При временски неприлики, пример сушна, кога имаме суша или високи температурни амплитуди, тука ние имаме еден неверојатно добар развој кај растенијата кои имаат применето микориза. И тоа нешто го
заклучивме со тие експериментални огледи. Веќе рековме, најважниот чин, тоа венење на пиперката, фузариумот и вертицилиот, бидејќи на нив магистрирав, за нив немаше решение по однос на ефикасност на уништување на фузариумот и вертицилиумот. Тоа, габата со стварањето на своите творби, тој ги нив ништи и немаме буквално ниту вертицилиум, нити фузариум, нити питиум, нити ризоктонија и така натаму. Што уште имаме? Со тој имунолошки дел и добар развој имаме и интензивно цветање на растенијата. Уедначено плодоносење, кое нешто е одлика за добивање и на голем квалитетен принос. Намалување на стрес од температурни амплитуди. Така ја корец со примената на микоризата има навистина еден убав органолептички изглед, како што рековме, со плодоносењето и со сите овие квалитетни особини. Што е најважно од се? Микоризата, како природен продукт, нема никаква веза со генетска модификација на растеништо. За жал во светски размери таа генетска модификација е се поприсутна. Значи, со еден збор, микоризата ја има најважната сертификационна документација за користење во органското земјоделие, и тоа регистрирана од ФИБЛ Германија, која важи за една од најјаките куки во Европа по однос на давање на овие регистрации и дозволи за примена на одредени такви творби во органското производство. Значи, значајно е дека тоа, примената на микоризата може да биде точно кај сите одгледувани култури, кое нешто ќе го кажеме покасно. Што е значајно? Примената треба да биде во ризосферниот дел. Пример, сега не случајно го правиме тоа, бидејќи ќе почнат пикирање на расадот. Тука може во зоната на пикираниот расад да се стават само неколку. Знаеме, имаме ние тука по колку од 40 до 60 сантима треба кај овошните, кај дрвцата и кај виновата лоза, и тука до 25 до 30 сантима кај градинарските култури се аплицира микоризата како еден од квалитетните препарати. Но, за неговата примена, ние имаме уште еден мал, за таа практична примена на микоризата. Во градинарството, уште од самото сеење, во таа саксија која се сее, и во рано градинарското производство, и на стално место, од 5 до 10 милилитри од растворот, или од 2,5 до 5, од кога е малечок расадот, е сосема доволна количина за да добиеме, бидејќи она тука има фруктификација и многу размножување, се ствара голема жилна маса, која е енергична и која со тие својот брамбени штитови кој ги пушти, буквално тука не може да има развој на било каква болест. Важно е за Кавадаречкиот, Неготинскиот, Светениколскиот и други региони, Гевгелискиот, Струмичкиот,
во лозарството при подигање на нови лозови насади, употребата во зона на коренот од 5 до 10 мл по корен е сосема доволно да тука се стави и микоризата се размножува, се шири и тука ние ќе имаме енергичен пораст, уште првата, втората година веќе ние ќе имаме формирање на кракови и третата ќе имаме веќе интензивно плодоносење, бидејќи имаме енергичен корен, каде што нема можност за никакви штетни последици, некакви болести што знаат да се случат во коренот, па толку прифатеноста, толку е то, толку е оно. Со еден збор, со таа примена, ние имаме навистина еден фантастичен чин на прифаќање и при најсушни услови тука микоризата го дава онаа што може да го даде по однос на ефикасноста која има. Во овоштарството сме во период на подигање на овошни насади. И тука од 5 до 10 мл по една садница е сосема доволно во ризосферниот дел на растението да ние имаме навистина еден квалитетен енергичен старт, добро формирање на овошките и ќе имаме навистина уште третата година енергично растение со првите примарни гранки, со формирање на самото дрвце и почеток на плодоносење. Многу важно и најважно за микоризата тоа е средство кое мислам во догледно време ќе дојде и како во една помасовна примена, бидејќи со нејзиното ставање во почвата ја добива структурноста, враќа се душата на почвата, едноставно кажем. И тоа нешто ќе се со тек на време применува се повеќе. За цвеќарството посебно, бидејќи цвеќето е сепак специфично, таа навика да се во цвеќето употреби од микоризата уште во самата леа, после во самата саксија и на цела површина, тука постигнуваме во цвеќарството фантастични резултати. Во саксијата од 5 до 10 мл исто така е сосема доволно да имаме енергично растение од кое може да имаме право декоративно декоративен цвет кој е навистина интересен и кој се бара на пазар. Најважното нешто за активноста на микоризата, тоа секако мора да го знаат производителите, дека треба да има континуитет од влага во почвата, добар распоред на овие зрнца кои ќе се стават, оптималната температура е значајна исто така и по таквите услови ние ќе имаме навистина еден квалитетен, ефикасен дел на активноста на микоризата. Бидејќи тоа е габа која трансформира органски материи, ѓубрива и ствара еден позитивен чин во микрофлората во тој ризосферен дел од почвата. И со неговата квалитетна примена во сите тие области, како што рековме, од цвеќарството, овоштарството, лозарството, градинарството, може да само кажеме дека микоризата како еден производ од таа габа, ќе најде место во тие сфери без никаква негативна хемија, токсична творба, туку како еден позитивен импулс по однос на нејзината примена како габа,
незиниот развој и незината обстојба во почвата, што значи многу за секој производител. А тоа нешто, со примената на микоризата, ќе го завршиме прилогот со тоа, се работи за една органска творба, габа со својот производ, со својот мицелиум, со својата активност, ја подобрува комплетната состојба на микрофлората во почвата, во ризосферниот дел, ги трансформира сите органски материи и интензивно го множи мицелиумот кој ги дава тие ферментативни работи за растението кое се одгледува да го даде својот генетски потенцијал. Бидејќи го имавме повеќе години во огледи, навистина, оној подвиг кој го прави од едно анемично растение кое го ставиме на име расад и под него ставиме од микоризато. За само 10 дена тоа растение со континуирана влага, тоа растение го менува целосно својот хабитус, го менува целосно својот развој и добива некои широки квалитетни лисја, каде што тоа е исклучиво од оние ферменти, од оние творби кои микоризата ги ослободува, ствара голема штитничка основа во ризосферниот дел и растението има еден буен, јак, интензивен пораст, кој е нешто на крајот резултира со квалитет од куртовска капија, каде што имавме оглед, каде што имавме навистина што да видиме енергичност, каде што на површината кај што имавме оглед имаше фузариум, имаше вертицилиум. При правилната примена со микоризата, ние на тие парцелки, каде што имаше максимална зараза, со редовна, континуирана примена и со добра обработка, имавме фрапантни резултати и за тоа не случајно за микоризата имаме такво мислење, бидејќи тоа го имаме лично соживеено и приносот што го имаме добиено и квалитетот од пиперката укажува дека се работи за племенит природен продукт од оваа габа, кој е нешто секако ќе се најде во производниот процес во Република Македонија. На крајот ова издание на Агроспектар, професоре, го погледнавме прилогот со кој едуцираме, што ќе заклучиме и ќе порачаме. За микоризата работев неколку години и имам многу позитивно мислење како за една творба, која ја објаснив во прилогот во лабораториски услови, како и на кој начин растението или растителниот свет со употреба на микоризата во културите кои ги одгледуваме, да се створи јака жилна маса, отпорна на тие трахеомикозни ополувања што ги набројав, фузариумот и вертицилиумот, и како растението го дава генетскиот потенцијал по однос на принос и квалитет. Таквото нешто треба да се, државата треба да има интерес и да го воведе производителот да го користи тоа, бидејќи е економски оправдано и со добивање на квалитетно производство, стандардизирано, тој веќе ќе одговара кон европскиот пазар со производите. Зошто? Затоа што микоризата ќе го обуслови тоа да кореновиот систем го даде она што се очекува од него и горе имаме приноси стандардизирани производи со квалитети и со сите нишани, кои ќе одговара за нашиот и за европскиот пазар. Но на тоа нешто никој не придава значење. Тоа е трагедијата на нашето време, каде што луѓето штом везе во политика, значи политиката подхитно треба да ја снема од стопанството кое треба слободно да дише, да твори и луѓе духовно спремни македонци да подпомагаат по однос на
правилно користење на субвенциите во земјоделието и давање на поттик на обичниот земјоделски производител да едноставно тргне кон производство на храна, а не сегашните комбинати се трансформираа на поединци кои манипулираат, ги земаат субвенциите и нашиот земјоделски производител останува на песокот и тука тој ја напушта државата. Таквото нешто треба подхитно, системски да се менува во интерес на државата, ако сакаме подобри денови во државата. Благодарам, професоре. Благодарам. Почитувани, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Се гледаме за 7 дена со ново издание. Имајте секоја добро.